Денеска сум во посета на прифатниот транзитен центар Табановце со цел да се направи увид во сите активности кои што се од надлежност на Министерството за труд и социјална политика во однос на координирање на активностите на невладиниот сектор, во однос на доставата на хуманитарната помош за бегалците, во однос на функционирањето на сите објекти кои што згрижуваат лица кои што транзитираат низ Република Македонија, особено во делот на жените и мајките со деца. Сакав да се запознаам со сите завршени активности кои што беа обврска на Министерството за труд и социјална политика да ги средиме во делот на камповите и во Табановце и во транзитниот центар Винојуг. Тоа во најголем дел од активностите беа крупните зафаќања со донесување на трајна струја во камповите и обезбедување на предуслови за загревање на објектите наменети за бегалците. Сакам да потсетам дека со тој аспект од активностите на Министерството имаше доста манипулации и шпекулации во медиумите, особено од аспект на тоа дека некој не сака да пристапи кон исполнување на обврските. Меѓутоа и во едно интервју и во една изјава претходно кажав дека Министерството за труд и социјална политика и овој министер договорот со ЕВН во делот на обврските за донесување на трајна струја до прифатните транзитни центри беше потпишан 30 ноември 2015 година и сите и во најбрз можен рок беа направени сите подготовки за да може да се пристапи кон донесување на трансформатор со целокупните активности на фирмите кои што ги направија електричните премрежувања во кампот за да може да се обезбеди функционалност на камповите по однос на грејење, функционирање на сите институции кои што имаат своји активности и обврски тука. Мислиме тука и на Министерството за внатрешни работи, и на Црвениот крст, меѓутоа и на невладините организации кои што во најголем дел го носат товарот на помошта на бегалците. Од тука сакам да изразам и една голема благодарност на невладиниот сектор, на сите организации кои што се вклучени во спроведување на активностите за грижа на оваа ранлива категорија на луѓе кои што транзитираат низ Република Македонија и досега покажаа дека многу совесно и хумано ја извршуваат својата задача. Во овој дел исто така сакам да напоменам дека увидени се дел од пропусти кои што се направени од страна и на државните институции по однос на помошта на невладиниот сектор во таа нивна активност и грижа за бегалците и земаме обврска сите нотирани забелешки кои што ги добивме и написмено од невладиниот сектор во најбрз можен рок да ги отстраниме со цел на невладиниот сектор кој што го носи најголемиот товар на активностите во прифатните транзитни центри да им ги отстраниме и да им ги создадеме условите за работа. Исто така сакам да кажам дека Министерството за труд и социјална политика во моментот спроведува голем број од активностите кои што треба да ги засилат подготовките за периодот кога се очекува поголем прилив на бегалци. Предпоставувам тоа ќе биде периодот кога временските услови ќе бидат поповолни. Во таа насока ние спроведуваме неколку постапки и во делот на набавка на храна за да има доволно доколку се создадат некакви воредни ситуации, во подготовка во набавување на душеци и целокупна отпрема која што би можела да се стави на располагање доколку се создаде некаква состојба на воредна ситуација. Од меѓународната заедница, меѓународните представници и комуникацијата која што ја имаме со нив добиваме информации дека можеби ќе настане и некаква промена во политиките кон бегалците од страна на земјите членки на Европската Унија,
веќе постојат најави за некакви затварање на граници и ограничување на бројот на бегалци кои што би можеле да бидат прифатени од земјите од Европската Унија. Тоа ќе наметне дополнително редефинирање на некои одлуки и во земјите од Западен Балкан, вклучително на земјите од Балканот и Република Македонија. Во таа насока сакам да истакнам дека треба да се зафатиме и со подготвување на одреден план Б во случај да имаме такви одлуки и да бидеме приморани како држава да променуваме некакви одлуки кои што се веќе донесени. И од тука како Министерство за труд и социјална политика ќе иницираме одредени активности за кои што сметаме дека треба да бидат навремено преземени до управувачкиот комитет кој што ги носи одлуките и ги делегира задолженијата кон институциите по однос на подготовка и на некакво такво сценарио кој што ќе ни наметне дополнителни активности и воредни напори. Се разбира, тука не е само Министерството за труд и социјална политика што ги има обврските, тука се сите останати државни институции, органи кои што интерресорски мораме да ги координираме активностите и да не ни се случи пропуск кој што би можел да донесе некакви непредвидливи ситуации. Исто така сакам да се заблагодарам на сите донатори кои што одвоија финансиски средства за невладиниот сектор, меѓутоа и за институциите во Република Македонија да можат да ги спроведуваат сите овие активности за кои што денеска сведочиме. Европската банка за развој, од кој што добивме и подпишавме грант од 2,5 милиони евра, кој што со план го користиме, со УНХЦР и со сите останати кои што навистина ја сватија подготвеноста на институциите за да можат да ги ослободат финансиските средства во однос на планираните активности кои што ќе ги пројавиме. Тоа не значи дека идеални услови има во камповите. Јас се согласувам дека секогаш можеме подобро. Кампот Табановце во однос на кампот Винојук има многу повеќе предности. Тоа исто така може да послужи дел од активностите тука да послужат и како пример за функционирање во прифатниот транзитен центар Гевгелија. Правиме напори на заедничка координација, се што е недостаток во Гевгелија да го отстраниме, меѓутоа и се што е недостаток во Табановце да го отстраниме. Тука сме сега да го направиме тој првичен, не би рекла првичен, ние сме дневно во комуникација со луѓето кои што функционираат тука, меѓутоа да изразиме и едно уверување до присутните тука дека сите нотирани нивни забелешки ќе ги земеме во предвид и ќе бидат отстранети во најбрз можен рок. Министерке, еве сега се јавија Синдикатот за одбрана, држа пресконференција во Скопје и рекоа дека ќе бараат од Министерството за труд и социјална политика да направи увид на статутот на тој синдикат, затоа што сметаат дека статутот е така направен да актуелниот претседател Ајтов може да биде вечно на таа функција и го обвинија дека е незаконски дојден во таа функција. Ќе одговорите ли на тоа нивно барање да направите увид на статутот на Синдикатот за одбрана? Значи, ние имавме средба по барање на УПОС во однос на изборот на претседател на Синдикатот на одбраната. Ги примивме во кабинетот, службите извршија разговор со нив, ги слушнаа, ги примија сите документи кои што беа приложени во контекст на нивната аргументација. Секторски пристапивме кон проверка на документацијата за упис на новиот претседател во Централниот регистар. Известувањето од секторот беше дека се исполнети сите услови и предуслови за упис на претседателот на синдикатот во Централниот регистар. Ние не навлегуваме како истражен орган да откриваме незаконитости во делот на постапката, затоа што целокупната документација која што беше приложена ги содржеше сите потребни податоци врз основа на кои што Министерството го проследува упишувањето на промената што ќе настане во синдикатите до Централниот регистар.
тие нивни барања и обвинувањата кои што во меѓувреме претпоставувам од политичка позадина доаѓаат до Министерството за труд и социјална политика, особено до министерот, за наводно кршење на закон, ние ги претпративме во Сојузот на синдикати на Македонија, затоа што примарно тие се нивна членка. Се што е дополнително по ова прашање за кое што ќе не извести Сојузот на синдикати, ние ќе го преиспитаме. До тогаш ние немаме никаква ингеренција, ниту право да се мешаме во работата на синдикалните организации како самостојни и независни во овој дел, како министерство. И уште едно кратко прашање. Во четвртокот најавивте дека пишувате кривична пријава за ПИОМ. Документите уште не ви се доставени. Докаде е постапката сега? На пресконференција на новинарско прашање во однос на актуелната тема за трансферот на средствата за придонеси од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување кон приватните пензиски друштва, информирав дека сме незадоволни од податоците кои што ги добивме од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во однос на нивната обврска кон пензиските друштва, меѓутоа и кон обврската да даваат целосни и точни информации до Министерството за труд и социјална политика, која што по закон го врши надзорот и над законитоста на работењето над ПИОМ во делот на спроведување на законот за капиталното финансирано пензиско осигурување. Истиот ден направивме дополнително барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување со и дополнителни податоци што ги побаравме, меѓутоа и со нотирање на нивната обврска да одговорат целосно во делот на првичното барање што го упативме на 5.1. Оваа година. До четврток не добивме делумни информации од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, особено во делот на дополнителните податоци кои што не беа поврзани со нивната обврска кон пензиските друштва, меѓутоа останува обврската за доставување на овие детални информации по однос на финансиското работење на ПИОМ и одговорот на клучното прашање кое што го нотирав на пресконференцијата, а тоа е дали трансферот на 11 милиони евра кон пензиските друштва е направен од буџетската сметка на фондот од 2015 или пак се искористени средства од буџетската ставка за 2016 година, или пак не станува збор за некаков друг трансфер на средства од Министерството за финансии кон ПИОМ по однос на обврската за помирување на долгот. Тогаш напоменав дека нас како министерство кое што го врши надзорот по однос на оваа обврска на ПИОМ, ни стојат на располагање и законски мерки по однос на поведување на прекршочна постапка кон одговорните во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, меѓутоа и по однос на утврдување на некаква кривична одговорност во делот на попречување на надзорот. Јас не би шпекулирала сега во овој момент и не би сакала да преудицирам поведување на прекршочна и на кривична одговорност, затоа што верувам дека директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе ја свати сериозноста на бараната информација и во заеднички интерес ќе ги достави за да не пристапуваме кон некакви такви санкции, затоа што санкциите нема да го дадат одговорот и нема да го решат проблемот. Нас ни се потребни информации кои што ќе ни го дадат одговорот на прашањето дали застојот е направен 2015 година или пак се провлекува години наназад и кој е вистинскиот фактор и причинител на овој застој кој што е детектиран. Министерка, едно прашање за бегалците. Овде зад нас имаме група мароканци кои што пристигнаа во кампот некаде на 6 јануари. Уште се тука. Дали на координативните состаноци кои што ги имате со координативното тело се дискутира што со овие луѓе, со оглед дека во Србија не ги пушта да поминат затоа што не се регистрирани овде не добиваат азил, некои се враќаат, некои остануваат, одат на идомени. Што со овие луѓе конкретно? Останува обврската на институциите да реагираат по однос на
статусот на лицата кои што не изразиле потреба и барање за азил, туку се идентификувани како економски мигранти кои што на легален или на илегален начин дошле до прифатниот транзитен центар. Тие се регистрирани од институциите, се регистрирани во кампот, меѓутоа една е обврската на Министерството за труд и социјална политика по однос на грижата во деновите на престој тука и во време траењето на престој со оглед на тоа дека ова е транзитен центар, не е центар за престој на лицата кои што престојуваат тука. Меѓутоа тоа е обврска веќе и на Министерството за внатрешни работи и остануваат неколку опции како можни за решавање на нивниот статус, а тоа е или да побараат азил и да се сместат во прифатниот центар во Визбегово, или пак да бидат вратени на јужната граница. Мислам, основа до кога може да останат овде, некое време траење, колку може да се задржат на Табановци или како? Како е регулирано тоа? Прифатниот транзитен центар го регулира статусот на лицата кои што транзитираат низ Република Македонија, имаат статус на лица кои во транзит, лица кои што обезбедуваат неколку часовен одмор и го продолжуваат транзитот, но максималното време за задржување во прифатните транзитни центри е 6 дена. Што значи дека секое задржување подолго од 6 дена треба да биде прашање на разгледување на други институции, во овој случај на Министерството за внатрешни работи, но бидејќи станува збор за лица кои што се тука, луѓето ангажирани тука ја следаат нивната активност, не представуваат некаква закана за активностите тука, тоа се модулите кои што им стојат на располагање, модусите кои што им стојат на располагање, или да изразат потреба за азил и да се сместат во приватниот центар, или пак да бидат транспортирани на јужната граница, односно да бидат доведени до излез од Република Македонија од местото каде што влегле. Кажете ми, кујна во Табановци за бегалците, дали ево најава ќе се поставили скоро? Со оглед дека бегалците кога земаат храна? Да, кујната која што функционира во Гевгелија треба да профункционира и во Табановце. Има некакви услови на функционална кујна која што не е во стандардите кои што треба да ги има за ваков тип на центар. Ние ќе ги направиме дополнително обидите и напорите да го регулираме и тоа прашање, затоа што топлите оброци се итекако потребни во овие зимски услови во кои што бегалците се сместуваат во прифатниот центар. Тоа е едно од прашањата кое што сакавме исто така денеска да го видиме. Направивме увид во капацитетот на кујната, условите во кои што функционира и во таа насока исто, како што кажав претходно, сите утврдени недостатоци кои што денеска ги детектираме, во најбрз можен рок ќе ги отстраниме за да функционираат со пол капацитет и онака како што треба.